Централен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Во него ќе гледате одбележан светскиот ден на аутизмот, намалени цени на роаминг услугите, започна државното првенство во ракомет за средношколки, Иванов во Албанија. По настаните на денот започнуваме веднаш. И децата со аутизам да бидат рамноправни чинители во општественото живење. Се санираат оштетувањата на магистралните и регионалните патни правци. Зголемен извоз на македонското јагне. Секоја година возачите се соочуваат со ударните асфалтни дупки, што се појавуваат во зимскиот период. На градските улици во Велес веќе започна да се работи на нивно санирање. Општина Велес планира наскоро да започне со асфалтирање на коловозите што се повеќе оштетени. Општина Велес издаде налози за санирање на оштетените делови од асфалтот на градските улици и веќе се почна со реализација на истите. Од локалната самоуправа велат дека истовремено ќе бидат издадени неколку налози за интензивно извршување на работите во тој сегмент. На прво место е патот од Клучката кај Башино село до Шорка, зашто по зимскиот период и обилните врнежи, асфалтот на тој потек е во многу лоша состојба. Согласно завршените постапки ги дадовме налози за крпење, санирање на популарно крпење по начин на оние места кај што може да се изврши крпење, а инаку за 15 на дена ќе почнеме со асфалтирање во градот, бидејќи е познат изведувачот по сегментот за асфалтирање, завршен тендерот за улици и патишта. Пред околу 1 месец започна и летната сезона на одржување на магистрални и регионални патишта во надлежност на Македонија пат. Од таму велат дека проблемите со свлекување на земјата и карпестиот материјал на коловозите поради обилните дождови во изминатиот период веќе се решени, а сега се работи на крпење на отворените дупки. На територијата на општина Велес и Чешка и Градско, или овој дел што го држи секција Велес, пристапивме кон крпење на регионалниот пат 514 од Стари Градов во Гомила. Тој е завршен. Денеска ќе биде завршен, исто така на патниот правец Велес Извор. Од утре и следната недела ќе завршиме патните правци Езеро Младост, Градско и Чешка Дренова. Во делот на редовното одржување Македонија пат паралелно работи и на патните правци од секцијата Неготино, што ги покрива и општините Кавадарци и Демиркапија. Пролетното крпење би требало да се заврши следната недела. Во делот на инвестиционото одржување, од Македонија пат најавија и целосно асфалтирање на одредени делници. Се намалуваат цените на роаминг услугите со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина од 30 јуни годинава. Македонските граѓани ќе добијат подостапни услуги за телефонски разговори кога се надвор од границите на Република Македонија. Минута разговор ќе чини 17,9, SMS порака ќе се испраќа за 5,6 денари, а 1 мегабајт интернет ќе чини 43,2 денари. Од 30 јуни се намалуваат цените на роаминг услугите со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Минута разговор ќе чини 17,9 денари. SMS порака ќе се испраќа за 5,6 денари, а 1 мегабајт интернет ќе чини 43,2 денари. Намалените цени на роаминг услугите со овие држави беа потврдени со потпишаната спогодба во Будва. Од Агенцијата за електронски комуникации очекуваат наскоро кон оваа спогодба да се приклучи и Албанија. Со намалувањето цените ќе бидат подостапни за џебот на граѓаните кои се наоѓаат надвор од границите на Република Македонија. Нивните мислења се поделени. Некои предпочитаат како поевтини да ги користат интернет услугите за разговори надвор од државата, а некои пак роаминг. Па сега нешто прошарав на интернет, видов дека има некое намалување, ама колку, како, што, па не знам.
Кога излегуваме од државата може. Скапо е, се уште. Па сега, за сега не се за разлика од тоа што најавува дека би можеле да бидат да. Не. Роамик нормално се го користи. Добри се. Ако си надворе, поисплатливо разговорот. Одам, меѓутоа не ги користам затоа што се прескапи. Предвидено е скалесто намалување на цените на роаминг услугите, со што тие ќе бидат драстично намалени до јули 2017 година. За тогаш е предвидено цената за минута разговор да чини 11,7 денари, додека за SMS пораката 3,7 денари. И покрај тоа што се намалуваат цените на роаминг услугите, граѓаните предпочитаат да ги користат интернет услугите за разговори надвор од државата. Да се подигне свеста кај населението за аутизмот, порачаа организаторите на настанот во Младинскиот парк во Велес по повод Светскиот ден на аутизмот. Родители на деца со аутизам и посебното основно училиште Маца Овчарова се јавуваат како организатори на настанот, кој го поддржа и велешкиот градоначалник Чадиев. Податоците покажуваат дека иако во Македонија нема официјален регистар на деца со аутизам, сепак бројката не е поголема од 4000. Децата со аутизам да бидат прифатени и вклучени во општествените процеси, беше пораката испратена од Младинскиот парк во Велес. Светскиот ден на аутизмот се одбележа во коорганизација на родители на деца со аутизам и посебното основно училиште Маца Овчарова. Весна е мајка на Кристијан, кој има аутизам. Тој учи во посебното училиште, каде со децата работи и волонтерката на мировниот корпус Сара Макпитерс. Многу е тешко да се биде мајка на дете со аутизам. Воедно јас сум и горда што сум мајка на дете со аутизам, бидејќи само кај децата со аутизам се наискрени чувствата на сакање и на несакање. Со децата со аутизам треба да имаш трпение, и треба да сака, да сака да работи со ние. И ако свено сака да работи со ние, не е тешко. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се смета дека нема повеќе од 4000 лица. Надлежните институции во Велес велат дека ќе се залагаат за поголемо прифаќање на лицата со аутизам. Земајќи во вид дека бројката на деца со аутизам диагностициран, значи секојдневно расте, можем да кажем дека бројката е значителна и токму и затоа се и овие настани кога треба да се подигне јавната свест. За мене работењето со децата со аутизам не представува еднодневна работа, значи не е 2 април. Работењето со деца со аутизам е 365 дена годината. Поновите истражувања покажуваат дека аутизмот се јавува почесто од Дауновиот синдром, ракот кај децата или од глувоста. Почесто се јавува кај момчињата, отколку кај девојчињата, и тоа за 4 пати. Во чест на Светскиот ден на аутизмот, вечерва зградата на Велешкиот театар ќе биде осветлена во плаво. Македонија на врвот на листата на земја со најголем број пушачи. Дури 640.000 лица од земјава се корисници на цигари. Се повеќе и малолетниците посегаат по овој порок. Чадот од цигарите му штеди на човековото тело и предизвикува широк спектар на здравствени проблеми. Пушењето на цигари може да предизвика болест кај активни пушачи, но и кај луѓето кои го дишат воздухот околу нив. Цигарите се најголемиот порок на денешницата. Корисниците тешко се одвикнуваат од оваа пасија, иако знаат дека цигарите му штетат на здравјето. Загрижувачки факт е дека се повеќе се намалува старосната граница на пушачите. Според светската статистика, секој ден 3000 малолетници ја палат својата прва цигара. Пушачите не сакаат да се одвикнат од овој порок. Навика, не може мета. Ја помалку лепи јадам отколку цигари што пушам. Пушењето е многу штетно, пошто мислам не е баш да речеш за тој што пуши и за околината е штетно. Првен кога ќе го погледнат пушачот, тој е блед, жолт, а додека оној што е непушач секогаш е повесел, секогаш е почист кога ќе го гледаш. Со секоја запалена цигара во телото се внесува бензен, ацетон, амоњак, никотин, хидроген, цијанид и многу други канцерогени материи. Пушењето цигари е причина за многу заболувања, но овој факт најчесто е занемаруван. Не значи дека секој што ќе пуши добие карцином. Меѓутоа некоја болест ќе добие, дали бронхит, дали ќе биде емфизем, односно намалување на
волуменот на капацитетот на белите троби, дали ќе биде од тие бронхиектазите, нешто се добива долготрajно. Само некои посебно надарени, среќни луѓе кои што имаат генетски предиспозиции на вистина добри и квалитетни, може би ќе опоминат животот така. Македонија е земја на страствени пушачи. 2 пати е поголем бројот на машките пушачи во однос на жените. Според истражувањата, во Македонија пушат 37% од граѓаните или околу 640.000 лица. Светската здравствена организација проценила дека во светот годишно умираат 6 милиони луѓе од причини поврзани со пушењето. Купувачите се повеќе се интересираат за составот на прехранбените производи, но дел од нив не си ги знаат своите права. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, граѓаните не можат да ги прочитаат декларациите на производите кои ги купуваат, поради тоа што се напишани со ситни букви или недоволно јасно напишани. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, граѓаните не можат да прочитаат дел од декларациите на производите кои ги купуваат, поради тоа што се напишани со ситни букви или недоволно јасно напишани. Купувачите најчесто се жалат за означувањата за холестерол и масти, составот на масла и поради тоа што не се јасно напишани. До Организацијата за заштита на потрошувачите веќе подолго време стигнуваат поплаки од граѓаните за недоволно јасно напишани декларации, но некои купувачи не си ги знаат своите права. Купувачите, освен во Организацијата за заштита на потрошувачите, можат да се обратат и во Агенцијата за храна и ветеринарство. До оваа агенција минатата година биле поднесени 359 представки. Европската Унија за информирање на потрошувачите за прехранбените производи воведе нови правила кои се задолжителни за македонските компании кои извезуваат храна. Овие правила се применуваат од декември минатата година, а исто така се однесуваат и на транспарентно информирање за составот на производите. Во насока на унапредување на потрошувачката политика, минатата година биле донесени 64 решенија, одржани 55 едукации, наплатени 17 глоби, уништени 2864 килограми небезбедна храна и поднесени 3 прекршочни пријави. Пари од ИПАРД програмата ќе се користат и за обновување на лозови насади постари од 20 години и овошни постари од 15. Лозарите и овоштарите со средства од Европскиот фонд ќе можат да инвестираат во обнова и унапредување на целокупниот систем за производство. Лозарите и овоштарите може да аплицираат за добивање на средства од ИПАРД програмата. Доколку им биде одобрен грант со европски пари, тие може да поставуваат системи за наводнување, обновливи извори на енергија, но и заштитни мрежи. Во овоштарството може да добијат пари за пакување, складирање и изградба на простории за вработените. За да може да ги поднесат апликациите за добивање на средства, земјоделците треба да имаат сопствено производство на грозје и овошен насад од 0,3 до најмногу 50 хектари. Поддршката од 3.000 до 1,5 милиони евра. Шест екипи, вклучувајќи и Велишката гимназија на Кочо Рацин, ќе се надпреваруваат за подобар пласман во државното првенство во ракомет за средношколки. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески го отвори првенството. Напомена дека главната цел на агенцијата е поголема вклученост на учениците во училишниот спорт. На првиот надпревар одигран помеѓу гимназијата Кочо Рацин од Велес и гимназијата Гоце Делчев од Куманово. Победа издвојува гостинскиот тим. Државното првенство во ракомет за ученичкиот средно образование започна денеска. Првенството го отвори директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески. Целта на формирањето училишни клубови и учество на истите на државни надпреварувања е поголема вклученост на учениците во училишниот спорт. Како домаќин не случајно одбран Велес, бидејќи Велес има голема традиција, особено во ракометот, а секако младинските категории, односно оние училишни категории се треба да представуваат расадник на спортски таленти од кои што подоцна треба да произлезат наши врвни спортисти. И локалната самоуправа ја поддржува идејата за промовирање на спортот. Според градоначалникот Чадиев, Велес го враќа спортскиот сјај кој го имал во минатото.
Воедно на свеченоста најави и формување на градски женски ракометен клуб. Во планот на формирање на солидна женска ракометна екипа, за да го заокружиме целокупниот проект во 2017 година, да Велес има две цврсти ракометни екипи, ќе ги црпиме кадрите секако од спортската академија што е во Велес. Првиот надпревар се одигра помеѓу екипите на гимназијата Гоце Делчев од Куманово и домаќинот гимназијата Кочо Рацин. Очекувањата наши се скромни, сакам да кажам, според познавајќи го квалитетот како се движи во останатите градови, конкретно во училишниот спорт, би биле задоволни и со пласман во полуфинале, а полна капа би било и едно од трите места. На денешниот надпревар, домаќинот загуби од своите врсници од Куманово со 13-16. Покрај подобар резултат, гостинската екипа покажа и подобра игра. Кавадаречките гимназијалци кои триумфираа на државното првенство во кошарка, кое викендов се одржа во Кавадарци, денеска беа на прием кај градоначалникот Александар Панов. На денешната средба Панов им го честиташе успехот, порачувајќи дека општината и понатаму ќе го поддржува спортот. Кошаркарската репрезентација на гимназијата Добри Даскалов, која триумфираше викендов на државното првенство во кошарка за средни училишта, денеска беше примена кај градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Делегацијата беше предводена од председателот на Сојузот на училишен спорт на Кавадарци Милан Колев и тренерот Ивтим Чопецов. Градоначалникот Панов им го честиташе успехот на учениците, бидејќи не е мала работа да бидат меѓу првите 100 екипи од средните училишта во државата. Тој на средбата беше информиран за идеите на тимот, а им вети дека е на располагање да им помогне секогаш кога ќе им биде потребна помош од локалната самоуправа која е подготвена да обезбеди можност младите кошаркари да ја представат општината надвор од Македонија, во соседството со Сојузот на училишни спортови на Македонија. Партијата на Македонија во Албанија, Македонската алијанса за европска интеграција, влезе во големата лева коалиција која е на власт. Премиерот и лидер на социјалистите Еди Рама и председателот на Македонската партија Едмонд Темелко потпишаа спогодба за коалиција на предстојните локални избори кои ќе се одржат на 21 јуни. Во продолжение, проследете ги останатите вести од Македонија. Председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска ќе предстојува во дводневна официјална посета на Албанија. Тој, меѓу другото, ќе се сретне со албанскиот председател Бујар Нишани, со премиерот Еди Рама и со председателот на Собранието Илир Мета. Утре председателот Иванов ќе ја посети општина Пустец, каде што ќе се сретне со представници на локалната македонска заедница. Во делегацијата што ќе го придружува председателот Иванов е и министерот за одбрана Зоран Њолевски. Американскиот сенатор Менендес обвинет за корупција. Грција се закани со одложување на исплатата кон Меѓународен монетарен фонд ако не добие помош до 9 април, поради шешелј заострени односите помеѓу Хрватска и Србија. Калифорнија станува пустина. Ова се вестите од светот. Грција ќе одложи исплатата на долгот во износ од 460 милиони евра, кој владата треба да го врати во Меѓународниот монетарен фонд до 9 април, изјави грчкиот министер за внатрешни работи Никос Вуцис во интервјуто за германското издание на Шпигел онлайн. Атина мора во април да плати вкупно 820 милиони евра, различни побарувања, од кои 460 милиони евра на Меѓународниот монетарен фонд и да издаде 2,4 милиарди евра трезорски записи за државата да може да функционира. Американскиот демократски сенатор Роберт Менендес е обвинет за злоупотреба на службената должност и корупција, пренесува МИА. Менендес, кој истовремено и член на Сенатскиот комитет за надворешни работи, меѓу другото е обвинет и дека искористил позицијата за да ги застапува интересите на докторот Саломон Мелген и оти му помогнал во решавање на приватен спор. Мелген важи за еден од поважните донатори на американските демократи.
Хашкиот притвореник и лидер на Српската радикална партија Воислав Шешелј вчера пред Белградската палата на правдата го запали хрватското знаме, изјавувајќи дека сака да испрати одговор да хрватската усташка држава на барањата на хрватските функционери тој да се врати во Хашкиот притвор. Српскиот премиер Александар Вучич палењето на хрватското знаме од страна на обвинетиот за воени злосторства Воислав Шешелј го оценува како лоша слика што е испратена од Белград и најавува дека телефонски ќе разговара со хрватскиот премиер Зоран Милановиќ за да ги повика членовите на двете влади на разумно однесување. Заради овој инцидент, Вишото обвинителство во Белград денеска отвори кривична постапка против Шешелј. Калифорнија, од рај на холивудските звезди, се претвора во пустина. Првпат во историјата, властите прогласија задолжителни рестрикции на водата. Универзитетите, игралиштата за голф и другите поголеми сопственици на земја ќе мораат да ја намалат употребата за 25%. Според надлежните, по снежната зима што го зафати американскиот исток, Калифорнија би требало да биде под 1 метар снег, но покривката на планините е на рекордно ниско ниво. Карпош Соколи со одложен надпревар против екипата на Куманово поради неизвршени статутарни промени. Женскиот ракометен клуб Вардар во сабота го одигрува првиот дуел против двојниот европски шампионат ГЕР за вториот Final Four во Лигата на шампиони. Македонскиот ракометен репрезентативец Гоце Георгиевски со деби победа за новиот нов клуб во францускиот шампионат. Следуваат вестите од домашниот спорт. Кошаркарскиот надпревар помеѓу тимовите Карпош, Соколи и Куманово не се одигра откако вчера требаше да биде на програмата во Суперлигата од 18 часот, а надпреварувачката комисија реши одново да го одложи. Причина за ово второ одложување е писмото кое Македонската кошаркарска федерација го испратила до Агенцијата за млади и спорт, во кое вели дека клубот Карпош Соколи до почетокот на Суперлигата не ја завршил неопходната трансформација во акционерско друштво, поради што овој тим нема право да се надпреварува во елитното кошаркарско друштво. Најтешката и последна пречка на женскиот ракометен клуб Вардар кон вториот Final Four во Лигата на шампионите е двојниот европски шампион ГЕР, со кој ќе го имаат првиот дуел во сабота во Јане Сандански во Скопје. Иако оваа сезона унгарскиот состав недостасуваат неколку клучни ракометарки, сепак тимот одлично функционира и е ставен во улога на фаворит. Пред 2 години Андреа Лекиќ пристигна во Скопје од составот на унгарскиот првак и добро ја познава нивната игра како двократен бранител на титулата, па затоа патот за победа ќе го бараме во цврстата игра преку која ќе дојдеме до сензација. Гоце Георгиевски пред 2 дена го потпиша договорот со својот нов клуб, па иако првично се говореше дека ќе треба да почека за деби меч во францускиот шампионат, повредите на играчи во Тулус придонесоа тој веднаш да се појави на теренот. Македонскиот интернационалец имаше успешно деби при значајниот триумф од 27-25 над Сесон Арена. Данило и официјално го договори својот трансфер во Реал Мадрид, со што постана најскап дефанзивец во историјата на кралевите. Еди Мареј и Томаш Бердих ќе го одиграат својот 12-ти меѓусебен дуел во полуфиналето на Мастерсот во Мајами. Нашите ракометни репрезентативци Кире Лазаров и Ацо Јоновски настапија во спротивставените табори на своите екипи во шпанскиот ракометен клуб. Ова се најновите вести од меѓународниот спорт. 23 годишниот бразилец Данило е првото големо засилување за Реал Мадрид, откако кралевите и дефинитивно ги договорија сите детали од трансферот. Челниците на Порто за минувањето на дефанзивецот го потврдија за сума од 31,5 милиони евра, а веќе од следната сезона ќе заигра за шпанскиот клуб и ќе има договор до 30 јуни 2021 година. Со доведувањето на овој играч, дефинитивно се решаваат проблемите за кралскиот клуб на позицијата лев бек.
Томаш Бердих ќе игра во полуфиналето на Мастерсот во Мајами, откако во четвртфиналната пресметка во 2 сета го совлада Хуан Монако, додека вториот полуфиналист Енди Мареј се пласираше преку Доминик Тем. Полуфиналето во Мајами ќе биде 12-тиот меѓусебен дуел на Мареј и Бердих. Во претходните 11 чехот има победа повеќе. Последниот пат овие двајца тенисери се сретнаа на Грен Слем турнирот во Мелбурн, кога Мареј победи во 4 сета. Втората полуфинална двојка ќе биде формирана денес, кога на програмата се четвртфиналните мечеви Ѓоковиќ Ферер и Нишикори Изнер. Во рамките на второто четвртфинале од шпанскиот ракометен клуб, нашите репрезентативци Лазаров и Јоновски повторно се најдоа во спротивставените табори. Епилогот од надпреварот не беше никакво изненадување, како и првиот надпревар, во кој Барселона со Кире Лазаров го доби дуелот со колегата од репрезентацијата Ацо Јоновски и неговиот клуб Ла Риоха со 35-29. Македонскиот капитен постигна 5 гола и беше втор стрелец, додека Јоновски настапи стандардно во одбраната без придонес меѓу стрелците. Денеска имавме сончево и топло време, дуваше северозападен ветер. Утре не очекува променливо облачно време со можност за појава на локални врнежи. Максималната температура ќе се движи во интервалот 7 до 16 степени. Ова беше се за ова издание на Дневникот. Пред да се одјавиме, ви препорачуваме да ја погледнете премиерата на играниот филм Пионер од 22 часот. Имајте пријатна вечер.